Околу 400 ученици денеска повторно седнаа во училишните клупи и во општината Карбинци, распоредени во 9 подрачни и едно централно училиште. Бројот на ученици останува стабилен и не бележи пат, што според локалната самоуправа представува позитивен резултат. Градоначалникот Виктор Паунов посочува дека бројот е во континуитет и кај новозапишаните првооделенци од септември. Околу 400 ученици се започнати целосно како бројка од новозапишани па до комплетно до 9 одделение. Се работи за 9 подрачни училишта на територија на општина Карбинци, едно централно во селото Карбинци, така што бројот е, ако гледаме како ново запишани во прво одделение, тоа го напоменав и претходно дека е во еден континуитет, би рекол не се намалува бројот на ученици, го држиме оној број околу 50 на ново запишани прводеленци, така да еве нека биде мотив за пораст на бројот и самите модерни услови, нови услови кои што ги овозможуваме и се надевам дека ќе продолжи еден ваков тренд. Градоначалникот Паунов е дециден. Работата на општината е да прави подобрени услови како за жителите, така и за учениците, а државата да има се повеќе примери како луѓе од странство се враќаат во своите родни места. Наша обврска е да се грижиме за инфраструктурата, за условите кои што треба да ги имаат учениците, па и сите жители во населените места, да имаат едни подобрени, модерни услови за живот, нормални за денешно време. Ова е наша работа, ова е обврската на општината. Се надевам дека и државата води кон една таква политика кон подобрување на квалитетот на животот, пред се на стандардот на граѓаните, затоа што тоа е клучно за да имате вакви примери како што ги има во нашата општина, тоа е да се вратат луѓе од странство кои што се иселиле пред извесен период и да го продолжат животот овдека во своето место каде што биле родени, каде што се чувствуваат навистина дома. Како што истакна градоначалникот Паунов, училиштето во селото Парналија е едно од училиштата кое што во овој мандат треба да добие одредена реконструкција, но не целосна. Подрачното училиште во село Долни Балван исто е следно на кое што ќе се врши реконструкција, како на покривот, така и на внатрешниот дел.